10 компании од Пелагонискиот регион понудија вработување за 350 лица на отворениот ден кој што денеска се одржа на Економскиот факултет во Прилеп, во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, а настанот беше поддржан од италијанската невладина организација Косава во рамки на проектот ЕНТЕК, а во рамките на Интерек ИПА програмата за прекугранична соработка. Целта е преку ваквото умрежување на бизнис секторот, академската заедница и граѓанскиот сектор да се овозможи вработување на младите и стопирање на нивното иселување од државава. За таа цел, преку проектот ЕНТЕК се изврши и надоградување на вештините и знаењето на 60 млади од Македонија и Грција. Треба поголема вклученост на сите организации во креирањето на јавните политики, во креирањето на уписните политики, во креирањето на слободни работни места. Значи, треба всушност бизнис секторот да е во согласност со академската заедница, да се креираат описните политики според тоа, со Агенцијата за вработување и сите останати релевантни чилители во општество. Освен тоа, значи, она што ние го презедовме во чекор во насока на решавање на овој проблем е тоа што едуциравме 60 млади високообразовани кадри од Република Северна Македонија и од Република Грција. Ги едуциравме со предприемнички вештини како да си ги зголемат своите компетенции, како да стекнат поголема самодоверба, како да се охрабрат едноставно да си отворат собствен бизнис или да ги зголемат своите способности за вработување во постоечка компанија. Денес, како никогаш досега, компаниите имаат најголем проблем со наоѓање на работна сила и вакви настани се многу значајни за мрежување, за спојување на едно место. Покрај индивидуалните напори кои си ги прават компаниите, овде на едно место ги собираме сите студенти, сите потенцијални вработени каде што ќе можат да си најдат работно место. Компаниите во Македонија како никогаш досега се соочуваат со недостиг на работна рака и сметаат дека тоа може да се реши само доколку образованието нуди работна сила која што му е потребна на бизнис секторот. Треба да креираме општество и образование кое што ќе креира работна сила на потребите на приватниот сектор преди се. Меѓутоа и сега ништо не е изгубено. Заедно со образованието, што и причина денеска да се собереме овдека сите заедно, можеме да направиме преструктурирање на работната, потенцијална работна сила за потребите на приватниот сектор во овој момент. За да се надмине ваквата ситуација, УКЛО веќе донел одлука луѓе од приватните компании да може да држат практични предавања на факултетите, за да може студентите кои ќе завршат да бидат поподготвени за пазарот на труд. А во платена пракса на студентите се приклучили и општините Прилеп и Битола, на кои што исто така им е потребен соодветен кадар. И овозможивме стручњаци од праксата да изведуваат вежби, практична настава на универзитетот. Така да бизнисите, ние ќе излеземе и со повик наскоро до нив, ќе можат да испраќаат своји кадри да бидат избрани како за држење на практична настава. И студентите кои што веќе оделе на пракса се задоволни од тоа што го стекнале како знаење, а понатаму ќе им помогне во нивното идно вработување. Праксата целосно ги исполни моите очекувања. Навистина е важно што нашата теорија, тоа што сме го знаеле и учеле, можеме да го примениме нели во пракса. И притоа ми е многу мило што јас имав контакт со дечиња кои имаат попреченост, но и дечиња од социјално загрозени семејства. И притоа тоа ме исполнуваше мене, јас сакам да работам, сакам да се надоградувам, сакам да бидам учител. Моите очекувања беа потполно исполнети, дури можам да кажам и надвор од границите на тоа, бидејќи се запознав како е да работиш со клиенти, како е да работиш на вистински проекти, како е да комуницираш правилно, на правилен начин. Според податоците на Светска банка издадени во 2019 година, Македонија во изминатиот период ја напуштиле 500.000 млади луѓе. Катастрофална ситуација која што според експертите може да се стопира само преку вакви мрежувања на повеќе чинители во општеството.